Почитувани гледачи, 17 часот, уште еден термин за отворено студио 1. Исто така се дружите повторно со мене, Елена Милошевски, со колегата Антонио Крстевски, а овој пат ви подготвив мисло така една интересна тема со која што се надеваме дека ќе го задржиме вашето внимание, односно каква е состојбата на радиото како медиум во Македонија. А токму на оваа тема денеска во студио имаме две гостинки. Добар ден, добро ни дојдовте. Ана Трифуновска, главен и одговорен уредник Лайф Радио, и Марга Столеска, главен и одговорен уредник во Сити Радио и Клуб FM. Добар ден. Добро дојдовте. Вака, би почнала во однос на тоа дека еве дигитална ера, интернетот е тој кој што преовлада. Колку радиото како медиум, односно колку еве граѓаните во Македонија слушаат радио? Која е поискусна? Пред се благодарам за поканата, многу ми е драго. Можам да кажам дека јас сум 25 години на радио, така да граѓаните слушале, од секогаш радиото е меѓу најстарите медиуми. И мислам дека бидејќи и во светските рамки е тренд се уште да се слуша радио и се повеќе и повеќе, меѓутоа да биде интересно, да биде забавно, да биде информативно и да ги има сите елементи кои што му се потребни на тој од другата страна, бидејќи нема слика како кај вас. И целата оваа нова дигитална ера, како што се повеќе од ден на ден се повеќе зема зама, се разбира дека привлекува се поголем број на публика, но публиката се менува, низините апетити се менуваат, фокусот се менува и јас искрено мислам дека новите генерации веќе ќе видат како да кажам, слушатели на новите радија кои што се нешто сосема друго од она што ние некогаш го почнувавме. Добро еве, Ана, ти во однос на истото прашање? Сега јас немам толку искуство, јас сум во Лайф Радио 13 години, така да не знам, јас имам впечаток дека да, се менуваат нештата, меѓутоа слушателите остануваат да слушаат радио и мислам дека тука магијата на радиото е незаменлива, не може ниту YouTube да ја замени, ниту пак портали кои што пак пречат на повеќе на печатените, на пишаните медиуми. Мислам дека радиото останува да се слуша. Се уште колку што можам и јас еве и од слушателски аспект да зборувам, кога се движам по градот се слуша радио. Значи тоа е нешто кое што ние па од оваа страна се грижиме да ги допреме слушателите на еден поинаков начин кој што они сами би си пуштиле по дома музика или каде и да е. Значи сето тоа е фино пресметано, одбрано за они да се чувствуваат добро. Така да мислам дека не толку не допира нас се менуваат работите, меѓутоа мислам дека на позитивна страна. Што е она што кога се прави нека програмска шема во радиото, на што треба се посвети внимание? Велите дека апетитите се други сега кај слушателите. Како било во минатото, како е сега некоја споредба да се направи? Што во минатото било приоритета, што е сега? Па искрено, самата појава на интернетот и целата оваа дигитализација, ова глобално мрежно поврзување, независно дали сте тука во Њујорк, во Амстердам или во Лондон, ви дава подеднаква можност. Значи, ние кога почнувавме, емитувавме програма локално, емитувавме за Скопје, за Македонија, за тоа што можеше да се слуша. А додека сега, бидејќи можностите се онлайн да ве слушаат на интернет секаде во светот, значи вие имате публика која што го зафаќа глобалниот пазар. Ние можеме, конкретно еве радијата кои што јас ги представувам, Сити Радио и Клуб FM, емитуваат програма со говорни содржини. Лайф Радио, например, емитува музичка програма, така да ако имате само музичко радио и убави джинглови кои што може да бидат и на англиски јазик, не е спорно дека ќе имате публика која што ќе ве слуша и во Њујорк, и во Париз, и секаде. Но ако имате програма која што изискува, ние според законот, значи сме форматирани радиостаници. Дел од нас емитуваат програма што е информативна, дел забавна, дел образовна. Иако искрено да кажам, јас и предавам на Институтот за комуникацијски студии, држам такви вежби со студенти, да признам дека денешните млади кои што сакаат да работат во радио најчесто го користат интернетот како единствен извор на информации. Во моето време ние одевме на настани, следевме пресконференции, не имаше на сите речиси фестивали по светот. Јас почнав во Нова Македонија, тоа беше една огромна, како да кажам, информативна куќа која што од секаде добивавме информации, но поминувавме часови и часови по архиви, барајќи се она што ни е потребно за да направиме тема, за да направиме интервјуа со гости и така натаму. Сега се е достапно на интернет, но и станува премногу здодевно тоа што истите, да кажам, различните медиуми ги пласираат истите информации
што може да се прочита и тоа што ми е многу жал, барем да гледаат различни страници. Бидејќи ако малку ние шетаме по радиото да видиме нели како ја следиме конкуренцијата, јас и од страна на педагог искрено сум разочарана од тоа што нашите млади воопшто не располагаат со информации кои што се од истражувања или да направат нешто свое, нешто разни со мали исклучоци, нели? Но сепак јас искрено сум многу разочарана од тоа што се слуша на радио. Каде споминавте дека вие значи предавате на комуникацијски студии? Каде да, на различни. Така, каде сметате каде лежи проблемот односно тоа дека ете младите можеби не покажуваат толку голем интерес за радиото, туку еве сега имаат се готово на интернет и од таму ќе прочитаат? Па искрено мислам заради тоа што прво самиот третман во медиумите не е како што беше некогаш. Зборуваме еве конкретно за радијата. Значи ние секое утро имавме колегиум. Значи се собираше целиот тим кој што работи, па се прави распредел на задачи и така натаму. Сега во конкретно еве кога говорам за радијата, секој е на некој начин фриленсер, секој е самостален и тој речиси и да не на свој начин ја подготвува програмата на своја рака. На своја рака и она што е актуелно, што се случува во градот, што се случува во светот, по неколку реченици и толку. Радиото во светот има сосема една друга мисија. Радиото треба да информира, треба да забавува, музиката треба да е трендовска. Ние сме оделе со математичка прецизност кога сме работеле во радио. Значи, овие сегашни услови, например, кои што ги имаме, можеме да правиме светска програма. Сите радија во Македонија, еве јас, да речем, соработувам со колегите што имаат и слични програми. Младите луѓе, ние направивме аудиција со нашите радија заедно со BBC од Лондон пред 7-8 години, за да видиме колку млади ќе се пријават. Задачата беше од било каде да направат мало парче и да се снимаат и да го пратат и на тој начин со една комисија да одлучиме дали тие млади луѓе се за радио. Да. Искрено да ви кажам, од огромна бројка колку што се пријавија, 50 беа добри. Јас бев фасцинирана од тоа какви убави гласови, меѓутоа останаа двајца. Зошто? Заради тоа што радиото не е само дојди, застани пред микрофон и кажи нешто. Бара поголема посветеност. Ако не си интересен, само некој ќе ја смени фреквенцијата. Информативниот дел споменавте за поставен. Добро, јас тука не сум толку нели стручна да зборувам, затоа што ние, како што кажа и Марга, ние повеќе на музиката посветуваме внимание кај нас е музиката, магијата на радиото, значи тука се работи многу, што да се избере, што да се пушти, како да се направат плейлистите, тоа совршено добро сега за сега го прави музичкиот уредник наш, така да ние имаме програма многу кратка, говорна, нели емисија која што оди секој ден од 11 до 14 часоти. Тука немаме од информативен тип, од дневно информативни информации, освен нели од културата, уметноста, она што е актуелно, сервисни информации, она што нели на брзинка, колку што ни дозволува тој термин, краток во текот на 24 часа да нешто убациме во однос на информации кои што би им помогнале на слушателите кои што не слушаат во врска со животот кој што е актуелен и сите настани кои што се актуелни во градов и се разбира сите новини кои што се интересни од светот. Значи, одговорниот дел од информација тоа. Другото е музика. Добра музика. Веќе кај музиката, слушателите каква музика најмногу преферираат да слушаат? Знаете како, ние сме ориентирани претежно на ретро музика, заедно со сега веќе и поп-рок хитови кои што се актуелни и сега, и меѓутоа основата е ретро музика која што има одредена таргет група, што мене ми е многу жал, младите луѓе се помалку и помалку сакаат да слушаат она што се вика основа за да се слуша добра музика и да се знае што е квалитетна и добра музика. Значи, не може денеска младиве да растат со шунт. Значи, тоа е таа основа која што и ние како радио сакаме се уште да ја задржиме. Значи, јас имам деца мали, они многу добро знаат што се и Beatles и Rolling Stones, значи тоа е таа музика која што е основа и која што направила нешто врз база на која се гради до ден денес музиката, хитовите и така натаму. Значи сето тоа се формули кои што функционираат до ден денес. Да, пуштаме и нова музика, апсолутно, која што сакаат да слушаат младите, меѓутоа нашата основа е тоа што значи квалитетна музика, музика која што сакаш да ја чуеш пак и пак и пак. Да се навратиме на информативниот дел. За поставене очигледно од она што го споменавте нема некоја аудио приказна која што би била интересна за слушателите, а во последно време да ја слушнеме на некој од нашите радија.
Секако дека тоа не е примарното нешто на радиото. Апсолутно секој пушта радиото за да слуша музика, а не вести. Меѓутоа, искрено да ви кажам, јас делумно ќе се согласам, бидејќи сметам дека јас се школував пред неколку години како до едукација во Холандија, во Амстердам, во медиа центарот. Таму има едно како посебно градче, како посебна населба, каде што се сместени сите медиуми, тоа е неколку медиа центри и со стипендија, мислам, конкурирав дали ќе и од 50 земји, потоа направија селекција од 22 земји за да видиме колку медиумите воопшто и радијата и телевизиите, медиумите генерално, значи прават импакт на општеството. Колку вие ако гледате телевизија и слушате радио, ќе ја смените свеста на луѓето што живеат. Холандија е една прекрасна земја со многу отворени, како да кажем, мислам, отворена кон сите различности, што мене искрено многу ми се допадна. Тоа што велам делумно се согласив е затоа што радиото, телевизијата се медиуми каде што слушателите, гледачите треба прво да го учат јазикот, чистината на јазикот. Ние кога ги слушаме нашите или гледаме нашите медиуми, гледаме многу нечистоти и независно на кој јазик се говори, говорам генерално. Значи прво нечистоти во јазикот, потоа многу скудни реченици, многу сиромашни реченици. Значи вие не може да работите во медиума да не сте начитан, да не слушате музика. Еве ја споменавте пред малку, значи кај нас не само тие вредности од типот на Битлси и Стоунси. Вие кога ќе отидете во било која метропола, кога ќе пуштите радиостаници, вие слушате тоа што е тренд, тоа што е ново, тоа што е но и тоа што е вредност. Да. Кај нас, иако ние сме, како што реков, форматирани, имаме лаунж стейшн, имаме рок стейшн, имаме за народна музика, имаме и за шунт, тоа се си окей, секој си има своја музика која што слуша. Но радиото прво, ако слушате Антена Бар, например, кога одам во Германија, да речем слушам Антена Бар, они даваат толку многу информации што вие ништо друго не треба да следите. Возите во вашиот автомобил, за се сте информирани. Точно знаете се прецизно. Тоа ми беше прашањето со еден убав говор. Дали во Македонија? Во Македонија, за да може ние да продуцираме таква програма, нас ни требаат луѓе во медиумите. Вие не можете со тројца да емитувате таква програма. Вас ви треба тим. Ние сме работеле со 20 луѓе за да обслужиме дневна програма. Погледнете вашата телевизија колку во рокот 24 часа ве има за да обслужувате и да направите на ваква програма. Значи во радијата прво чистината на јазикот, второ писменост, не секој смее да биде водител. Обука, не може секој, ама го купивме, го најдовме, го земавме, значи мора тој прво да го обучиш за да може да зборува на програма или да кажува. Трето, тоа што го споменавте со не сме слушнале. Например, погледнете, ако слушате или ако гледате програмата на BBC, еве конкретно да речам таму има посебни програми каде што има не знам радиодрама, има образовна, има за деца, има за возрастни. Не велам дека кај нас тоа не може да се направи. Многу ми навелат па не треба на радио да се зборува. Не е точно. Во Холандија има бизнис радио каде што нема музика и сите бизнисмени го слушаат. Ама тоа е еден убав говор. Значи, ние сме учеле од режисери кои што беа увезувани тогаш во Македонија, за да бидеме во ритмот на срцето кога зборуваме, да се насмееме, да... Вие сега одеднаш кога пуштате радио, некој водител најавува песна, ништо, мислам, нема динамика. Не само што нема динамика, него ти е и напорно да го слушаш. Радиото е измислено да можеш ти и да работиш и да слушаш радио, да возиш и да слушаш радио. Не само да седнеш, значи тоа не е медиум за седење па да слушање радио. Јас ќе си пуштам ние на времето нашите родители, татко ми имаше еден цел подрум со лонг плејки, па слушале музика и пред 50 години ако е само за музика. Значи радиото е медиум каде што ние треба да учиме, каде што треба да бидеме информирани, да се забавуваме. Ние порано Нова година сме чекале со радио. Ке се сетите, нели? Ке пуштиш радио и ке си славиш Нова година. Да, меѓутоа тоа било добро подготвено од некој таму. Така е. Дури ние сме имале едно искуство, јас ќе ги поздравам моите колеги, јас, Зоки Петров од Антена и Вики од тогаш на Радио Уно. Правевме трите радија, направивме пул за Нова година и правевме заедничка новогодишна програма. Значи, и се уште сме, меѓутоа, замислете тоа како добро функционираше со многу по-малку технички услови од сегашните. Сега мислам дека е така. Со многу повеќе желба со многу повеќе желба и со многу повеќе подготвеност. Ние сега имаме копи-пейст индустрија во медиумите.
Вие тоа што, еве, ќе кажеме, вечер се емитува тој филм или не знам, одете вамо во кино или одете на театар или и сите тоа по тоа еден, вие ако го слушате радиото, јас како слушате, ќе почнам са бајле да го слушам до вечер 20 пати истата информација ќе ја слушам. Не сакам да слушам радио. И искрено, еве, јас важам за строга во моите Има тука и ваши колеги што биле мои ученици, да. Затоа што сите тие после се спремни, ти кога си веќе на радио, треба и луѓето да те препознаваат, да станеш бренд. Ако првите 2 години не станеш препознатлив и не си бренд, никогаш нема да бидеш бренд. Еве сега да прашам токму во однос на тоа дека сепак е нели на радио гласот е тој кој што е на некој начин присуден. Колку е тешко да се задржи вниманието на слушателот? Бидејќи ако имаш што да кажеш, ти си интересен за во друштво, за твојот партнер, така? Интересен си за твоите дома, интересен си за кога ќе купуваш во маркет, интересен си за сите. Ако не си интересен, тогаш твоето место најмалку е на медиум. На било кој медиум. Јас се согласувам, еве сега од неодамно почнав да работам со една креативна група за социјал медија, социјалните медиуми и колку тие влијаат на сите нас. Искрено да ви кажам, дури да го нема гласот, ти можеш да бидеш интересен ако ги следиш светските трендови. Со 3 збора во социјалните медии, не случајно се роди Твитер, не случајно се создаде Инстаграм за фотографија. Значи, ако сакаш да работиш во медиум, мора да имаш приказна во себе. Но и креативност. Но и креативност. Еве еден, ако јас го поздравам Сергија во оваа прилика, колку тој со својата професија, која што не беше медиска, успеа како интересен човек да направи нешто кое што го нема кај нас. Например, на времето ни го менуваше личниот опис. Сега повторно влијае на нас на начинот на кој што тоа го прави. Значи мора да си оригинален во оваа професија. Без оригиналот си само лоша копија. Да. Состојбата со медиумите во Македонија минатите неколку години знаеме каква е. Многу од печатените медиуми се затворија. Сега луѓето генерално главно се информираат преку интернет, онлайн. Меѓутоа телевизијата и радиото останаа двата медиуми кои што најверојатно ќе траат уште долго. Меѓутоа имавме случаи, ако не се лажам, и во Македонија неколку радија да бидат затворени поради финансиски причини. Колку е тешко да се задржи во етерот едно радио? Мислам дека не е ни малку лесно. Значи, со оглед на тоа што изминативе неколку години имаше и тоа каква криза се почувствува и во радијата. Ние сме, например, Лайф радио е во етер од 2002, меѓутоа од 2006 негдека е со самофинансирање, значи зависиме од спонзори и така натаму. И тоа како е тешко? Затоа што најтешко е да продадеш производ кој што не го гледаат пред него. Значи, најтешко е да им кажеш во етерот го имате ова. Значи, се уште ја немаме таа култура и на купувачите, и на оние кои што треба да го купат производот во вид на реклама, радиоемисија или што и да е блог на музика, како и да е, на кој што можеш да им објасниш дека тоа ќе им донесе нешто. Се уште е тешко, меѓутоа, мислам дека полека застануваме на некој постабилни нозе во однос на изминатиот период кој што беше поприлично тежок и ние сме многу голем колектив, не ни дозволува колективот толку да се расшириме и во однос на програма и во однос на се. Меѓутоа, како така истеравме, се слуша радиото и тераме понатаму. Тешко е, ама... Искрено да ви кажам, јас мислам дека се може да се продаде, меѓутоа мора да е убаво спаковано и мора внатре кога ќе се отвори да има барем минимум гаранција за квалитет. Дали е тоа чипс, дали е сок или дали е програма во етерот. Бидејќи ги представам, ние сме медија групација Сити Клуб и Метрополис, искрено сум горда на нашите тимови, бидејќи во медиумите не смеат да каскаат во место. Веќе медиумите стануваат мултимедија.
Во светот стануваат, и не само во светот, и кај нас, значи мора да се инвестира во тоа тие да станат мултифункционални платформи. Значи, ако вие немате Facebook, ако немате Twitter, ако немате Instagram, ако немате квалитетен микрофон, ако немате добри студија, ако немате обучени, значи тоа се една комплексна исцело една комплексна програма која што треба да се изработи и во која што мора да се инвестира. Бидејќи велите се затворија, искрено да ви кажам, јас се прашувам и како дел од нашите медиуми функционираат се уште со толку примитивизам и толку ниско ниво на учество на професионалци внатре. Вие имате еден компјутер кој што ќе ги наредат песните, еден или двајца водители и тие ако ги нема, или музика, или како готе. Значи, не може ние да бидеме, да се однесуваме кон нешто толку многу невнимателно и потоа да сакаме тоа да постои. Се повеќе гледам низ Скопје, еве конкретно, пошто циркулирам по другите градови, многу ме нема да кажам, но гледам дека се повеќе се слушаат странски радија и јавно веќе и гласно си пуштаат на интернет од соседството или од некаде подалеку. Конкуренцијата никого нема да го чека и ако вака продолжиме несовесно да се однесуваме генерално, јас велам со моите медиуми искрено сум горда затоа што има неколкумина кои што се бардови во оваа работа, во аудио медиумите, вклучувајќи ги и нашите сопственици на радијата кои што масовно инвестираат, да речем, во дел од работите, за да може да одиме и напред и напред. Инаку искрено според сите светски стандарди за презентација воопшто на медиуми, во многу да кажам, земи дури од знак на прашање би било постоењето на толку многу медиуми, а толку многу малку, да кажам, производи кои што се бескрајно несовршени. Не знам како да ви го објаснам тоа. Пушташ радио и едноставно нити музиката ти се допаѓа, нити водителот, джингловите траат истите по 100 години. Кога ќе отидеш кај нив, некои постери залепени, значи условите во кои што се работи се да кажам примитивни. Значи не можете вие со примитивни алатки да правите светска програма. Тоа во нашиот бизнис не постои. Дури и лебот сега се меси на поинаков начин, не се меси рачно како некогаш. Значи, ако сакаме да одиме во светот и ако сакаме да бидеме да правиме производ со кој што ќе се гордееме и со кој што нашите млади луѓе кои што постојано си бегаат, ќе се задржуваат на тоа што е квалитет, па вклучувајќи ги медиумите, ние мора да инвестираме. И дефинитивно јас цело време велам, прашете ги професионалците и вклучете ги професионалците. Не секој смее да го има во јавен медиум. Вие сега имате отворен, значи секоја отворена жива програма е глас кон секого. Вие може да ги направите најсреќни луѓето што ве слушаат, а исто така може да ги направите и најнесреќни, може да бидете ултра досадни и такви да станат и вашите слушатели. Ништо ново нема да ги повлече. Добро, дали еве имате некоја соработка со образовни институции, еве да го споменеме пример на правниот факултет, од каде што излегуваат најголем број од новинарите, од новинарските студии, кои што дел од нив понатака можеби ќе се одлучат да бидат дел од некое радио. Дали имате некаква соработка? Предпоставам дека сте се обиделе да ги контактирате за од таму да се извлечат евентуално потенцијални. И колку младите имаат интерес за да работат општо во радио како медиум? Па конкретно кај нас, говорам за нашите 3 радиостанции, за Сити Клуб и за Метрополис, ние постојано имаме соработка, дури како што ви кажав, во минатото сме направиле по иницијатива, ние кога го почнеме, например, кога Сити е да кажам меѓу првите, Клуб и Метрополис се нешто подоцна отворени, меѓутоа ние почнав и го стартувавме заедно како заеднички во соработката со да го регрутираме тимот за во радио, да кажем, со Македонскиот институт за медиуми, каде што доаѓа и тоа беше висока школа за новинарство и односи со јавност. Значи преку таа школа фактички ние ги рекрутиравме првите студенти кои што доаѓаат тука кај нас на пракса. Значи тоа беше дури на некој начин не беше задолжително, но голем дел од тие млади студенти доаѓаат тука за да научат и радиски говор, и радиска програма, и медиски производи и така натаму. Така да голем дел од нив имаат интерес, меѓутоа знаете како, тие ќе почнат да работат во радио, како што и се почнува во било која друга работа. Меѓутоа ти со тек на време, ако не работиш на тоа да станат, они сите сакаат да станат слави. Сите сакаат да бидат познати, сите сакаат да имаат свој шоу. Меѓутоа ти да имаш свој шоу, мора да бидеш бренд нейм некаков најмалку, но меѓу најдобрите 5 останаа кај нас во радијата,
и тие победија на аудиции, значи имаше прилично голема селекција од професионалци, говорам и од универзитетски професори кои што ние работевме проекти заеднички, така да искрено, но мислам дека младите кај нас очекуваат дека исто така, знаете дека хонорарите се за нашите услови. И сега оваа, да кажам, можност дека може да работат и во странство, па и секакви други работи, како и во сите други фели каде што каскаме со кадар, така и кај нас, бидејќи не може да го заработат тоа што може да го заработат во било кој од европските земји за толку кратко време и подготвени се да работат било што некаде наспроти тоа што може да го. Но јас сепак сум задоволна, ние сме 40 луѓе, што значи дека тоа не е мала бројка, можеби и повеќе. На крајот, пред да се одјавиме, бидејќи немаме уште многу време, кратко во неколку зборови, апел или порака до нашите гледачи, а ваши слушатели. Мојата порака е да, со оглед на нашето лайф радио, кое што ги негува оние слушатели кои што сакаат да слушаат добра и квалитетна музика, да не се откажуваат од радиото. Јас неодамна кога зборев со сопственикот на Лайф радио, он ми каже една интересна информација, ми вели, знаеш ли дека всушност радиото најмногу се слуша во домаќинствата? Значи, дома, викам, што збориш? Јас мислам дека се слуша најмногу во автомобил, луѓето да. Не, ми вика дома. И тоа многу ме израдува како податок, затоа што тоа многу ветува. Иако е неверојатно, многу ветува дека дури и гледачите кога некогаш нема да изберат да ве гледаат вас, ќе изберат да слушаат лайф радио или сити или. Така да продолжете да слушате добра музика, да избирате добра програма и кој да е медиум, дали е телевизија, дали е радио, ние од нив зависиме. Јас ќе упатам една порака, бидејќи сметам дека ова се новите времиња, да не заборават никој, ни собствениците, ни тие што работат во медиумите, дека живееме во 21-виот век. Тие што зборуваат дека да не заборават и да имаат на ум дека веќе тој што ги слуша некаде нешто прочитал од тоа што тие ќе го повторат на радио и затоа да бидат оригинални. И мислам дека ако секој од нас најдобро го работи, најдобро го дава од себе тоа што го знае, работете во медиум, ако ве бива, и ако уживате и ако ја сакате таа професија. Имајте медиум, ако сте подготвени да инвестирате и да им го дадете максимумот од услови на луѓето кои што работат, за тие на јавноста да дадат максимум. А како поздрав од мене, јас сум влюбена во радио и секогаш ќе работам на радио, тука или тамо некаде по светот, и мислам дека радиото никогаш нема да изумре, бидејќи секогаш слушателите ќе го најдат своето радио и ќе уживаат додека го слушаат. Ви благодариме на ова интересно гостување, тука мора да се одјавиме. Благодарим. Така е, значи, како што спомена Антонија, тука истече нашиот, односно времето, сепак ние се гледаме повторно во вторник, а во продолжение следува блокот забавни емисии, односно Подземје со Вучич.